дека зборуваме овде многу повеќе за јавниот интерес и граѓаните, јавниот интерес медиумите, но јавниот интерес и бизнисот, каде прашањето меѓутоа зашто и тоа е тука некаде. Значи она што за ЕУ е значено и што го регулира подлабоко е всушност да оневозможи јавните ентитети, јавните предпријатија да бидат во поповолна позиција на пазарот. Мислам дека е многу значено ова да се истакне. Сега кога ќе погледнете формално, ние со тие правила на ЕУ кои што се главно ги врзуваат јавните предпријатија на ревизија, ги обврзуваат на објавување на финансиски извештаи, сме формално согласени. Ама отворете ги сега тие извештаи, погледнете ги ревизорските извештаи, видете ја нивната содржина и веднаш само од тоа ќе се создаде уште огромен материјал за уште неколку истражувања и дебати, многу конкретни прашања, што всушност тие прават и како го прават. Бидејќи тука има многу податоци кои што се и отворени и кои што веднаш укажуваат на злоупотреба на јавниот интерес. И сега во однос на второто прашање, искуствата во јавната администрација и во граѓанските организации, што тука граѓанските организации можат да направат повеќе. Кога сте во јавната администрација, вие секако сте обврзани да ги следите политиките или програмата на владата. Но во секој случај не сте обврзани да го кажувате тоа што сакаат да го слушнат, а фала Богу какви формалисти сме, има доволно основи за да можеме да се повикаме дека законот не ни дозволува да го правиме ова што барате од нас да го правите, а што е незаконски. Значи има доволно основи за јавната администрација да може и самата да покаже одреден отпор кон злоупотребите на политичката, службената положба и така натаму. И многу малку ви имате барање од администрацијата за допир до граѓаните, за слух што тоа всушност таму на теренот се случува, иако во принцип нашата администрација, која што за жал е доста формалистичка, бега од тие прашања на реалноста и оди само во формализмот. За жал, таков наследен формализам имаме, а денеска пак мислам дека е веќе дојден во една мера во која што е многу солидна база за автократијата. Се гледајќи од другата страна, од аспект на граѓанска организација, пак си ги поставувам по неколку години прашањата на тоа што, кого и како ние го представуваме. Затоа што и како граѓанска организација имате одговорност. Имате одговорност за она што ќе го кажете. Значи, ако истражувате, треба тоа да го правите на прав начин. Но сепак, мислам дека една од клучните предизвици е како граѓанските организации денес да одиграат вистинска улога во артикулирањето на интересите на граѓаните.